Нема да го тргнеме ветото, туку ќе го поместиме. Бугарскиот премиер Кирил Петков повторно со закана до Скопје дека нема да ја кренат рампата за македонските интеграции до самитот во јуни. Во изјава за бугарската телевизија Нова, Петков вели дека имале 10 години додека Македонија стане дел од европското семејство, а во тој период тие да притискаат да бидат исполнети сите нивни барања, но не заборави да истакне дека правата на бугарите во Македонија останува клучен предуслов за напредокот во преговорите. Че всъщност ние не трябва просто да дигнем... Ние не треба просто да го дигнеме ветото, туку да го преместиме. Промената на уставот во Македонија мора да се случи пред првото поглавје и треба да ги ставиме на колосек за Европа, но критериумите што треба да ги исполнат мора јасно да бидат поставени од нас. И даваме пат на Северна Македонија кон Европа, но овој пат е поплочен со барање и обврски. Јасно врамени и кој ги користи цела Европа за да обезбеди напредок што сите сакаме да се случи таму. Бугарската подпредседателка Илијана Јотова на иста линија со Петков најавува дека нема да го кренат ветото, оти Македонија требала да исполни 5 услови кои биле подпишани уште со подпишувањето на договорот за добрососедство, но не само вметнувањето на бугарите во уставот, туку и менувањето на историските факти во учебниците. Бугарија има 4 условија, 5 условија. Бугарија има 5 услови кон Македонија кои се поставени многу одамна. Уште од моментот во 2019 година кога стана јасно дека после подпишувањето на договорот за добрососедство ништо не мрднало. После 18 седници на мешовитата историска комисија, ниту еден ред не е сменет во текстовите во училиштата во Македонија. Иако бугарските власти притискаат Македонија да го отвори уставот и со тоа бугарите да станат државотворен народ како еден од условите кои ги испорачуваат, официјална Софија потврдува дека тоа нема да биде гаранција дека ќе биде тргнато бугарското вето.